Направи повеќе и прати ми ги месенџер, ја одма да ги објавам. Одма? А видео правиш? Видео ли? Ами шо кажа, ќе кажеме Тежак живот планинара. 3-4 приводни збора ќе кажеме. Како рече ти Бучке пишеме? Ала волим овај Ала режим. волим овај режим. Јас Ти искрено раде, а ја лежи. кога слушав еднаш пред многу години слушав една народна поговорка крилатица мудрост или како сакате наречете ја. Велеше приближно вака, кога ти е најлошо да ти биде вака. Еве сега дури сваќам што сакал да каже премудриот гени и мудрец ова. И еве јавно обзнанувам, кога ми е најлошо или кога ни е најлошо да ни биде баш сега како што ни. Yes, мајсторе. И како што гледате, ние сме удобно завалени во нашиот природен хабитат и се осеќаме буквално мимикрија со природата. И така да едно време го имавме феноменот на мравки во нас, значи 5 пати поголема тежина од нашата собствена тежина успеавме да донесеме од планинарскиот дом Чеплес до ова гениално место кој што се наоѓа нилјо 680 метри надморска височина и кој што ткае и создава еден куп на зем приказни кој што ќе ви ги раскажам во прва следна прилика кога ќе ве видам. Она зем приказна кој што ќе ја кажам утре на врвот Солунска глава кога ќе го гледам изгај сонцето. Но вечер ќе ја мозга. Не, вечер не ја мозгам бидејќи веќе ја знам и ќе ја кажам да. И како што видите, еве го. Од моја лева страна е руска Јупи Камп Скопје, од нејзина лева страна е Маријана Јанакиевска, од нивна десна страна сум јас, мојата маленкост Игор Смилев. Ова дама млада господица со едно прекрасно име, заради тоа што имињата на девојките кои што биле кратки од секој сум ги запамтил, тоа е Лина. Овој позади што снима се вика Зорки Зоран. Ова девојка од нашата десна страна се наоѓа, се вика Елена, па дури презимето го запамтив Алексанска. Од десна страна на Елена се Марија, го прави сефтето во планина, инаку е вршител должност братучет на Елена, што значи дека во првно крвно сродство се. За низините импресии посредно ќе ни ги раскаже Елена, откако Марија во наплив на искреност кој што боли од понеделник натаму, ќе каже на Елена, а Елена во искреност код нас ќе ни се обрати, така ќе видиме како се поминала Марија, бидејќи сега не очекуваме да ни ги каже вистинските зборови, да. Он е таму удобно завален звездата од Мусела, Ангел Димов. Ете така, тој урбан велешки градски лик кој што е јасно препознат на широките народни маси и столиви кои ќе тргнете од едниот до другиот крај на Велес. Мене ми е драго за овој млад господин, пошто тој беше составен дел од нашата респирација. Значи, кога ние бевме реброто, тој беше мускулот. И создававме незвонарна респирација. Повторно во нашите редови ние респирираме како никогаш подобро. Благодарение на неговото присуство, за овие легенди сега глупаво е да ги најавам, заради тоа што најавуваш некој кој што нема потреба да го најавиш, бидејќи веќе сите го знаат или ги знаат во множина, заради тоа што се сами по себе легенда. И некош кога ќе пишувам мемуари, ќе ги пишувам со нивните имења, а потоа ќе се ставиме сите ние после точките од нивните имења. Значи, тој е Симон и Томица од Кораб. Често исто на Кораб да еве го таму Драган Милошевски Бучко, што е вршител на должност татко на Лина претходно споменатата. А катето кај е вршител должност мајка на Лина претходно споменатата и на Буч сега споменатиот. Ама не мајка, жена бе. Жена на Лина, на Буч, не е битно што му е. Должност сопруга на Буч, да, така да. Моментално. Мини релации дури јас изгубив. Но добро, верувам дека ќе Моника братучетка на Лина. сега те молам да ги представиш овие двајца. Братучетка на Лина со незиниот иден сопруг. Друг не признаваме. Јас не признавам, ако нема запросување на врв Солунска глава. Па, не знам, ама Лина први треба да ја запросат. Више, нема тоа е Моника е постара Моника. Тоа е тоа. Жане бе море. стажот се гледа, тато стажот. Жане ова спанкава. Не спомнав Жането нели од секој. Жане појави се. Жане е единствената професорка денеска. Таквите луѓе секој ги забораваме, а секој се тука да им се присутни да ни кажат колку е човекот убаво слушате. За Жане метафората со виното. Горки човек колку тоа гордо звучи. Сега. Типската испостава ја бранат Барбара и Александра. Ете ги таму позади џбунот. Позади џбунот, бидејќи таму интернет конекцијата е најдобри, заради тоа се они таму. А онај дечко из Бурда. А овој дечко што излегува со сината мајца како на плажа да се наоѓа е Александар Стојановски.
премиерното деби го направиме неговиот чатор и позади се Коста Фотошопов и Гоце Пеос. И мислам дека тука проеката комплетиравме се извинувам. За оваа двојка Кире и Марија Бачија кои што веќе се на 20-та минута, односно на вториот километар на патот од тука кон Планинарски дом Чепрес, отидоа да однесат косата со која што ние тука нашето живеалиште си го направивме така поубаво и да не биде по така косено и полегнато. Благодарам. Браво, Игор, заслужуваш аплауз. Така,